Добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска сме на средба со здруженијата кои што работат со лица со пречки, но и со родителите кои што се грижат за децата, но и за лицата со пречки во развојот во Македонија. Многу ни е важно да со нив ги продискутираме уште еднаш законските измени и транспарентно да ги објавиме. Законските измени на Закон за социјална заштита и за детска заштита, кои што се однесуваат на унапредување на нивното секојдневно живење. Дел се унапредување на правата, дел се унапредување на административните бариери кои што досега ги имале, па сега да ги отстраниме со цел да може полесно да се ги остварат правата. Клучно се остваруваат 6 точки на измена преку овој закон и со тие во првиот дел од законот за прв пат во Македонија се нуди или се воведува правото на персонална асистенција. Што во суштина ова значи? Она за кое што досега со години зборувавме дека се потребни персонални асистенти во училиштата, во домот, за социјалното дружење и живење на лицата со пречки во развојот, сега му се дава законска основа, а со тоа што се дава законска основа за персонална асистенција, се дава и можност за развој на програми. Со тоа Македонија за прв пат се обврзува и дека ќе воведе персонална асистенција, ќе вработи персонални асистенти по различни модели и механизми и истите ќе бидат на услуга на граѓаните. Втората измена се однесува дека правото на туѓа нега, слепило, мобилност и глувост ќе се остваруваат за граѓаните без основа на нивните месечни приходи. Досега тоа право им беше ускратено на граѓаните. Иако овие права се компензација за нивната инвалидност или немок согласно Уставот, досега беше врзано со приходите. Третата измена е дека лицата со умерени пречки ќе имаат право да го остварат правото на туѓа нега кој што досега го нема. Четвртото е дека надоместот за скратено работно време родителите на лица со пречки можеа да го остварат само до 26 години возраст на нивните деца, сега ќе може да го остварат и по 26-та година од возраста на нивните деца. Петата измена се однесува на конзилијарното мислење, познато за остварување на правото на туѓа нега. Досега граѓаните беа на вистина оптеретени и финансиски, нивниот семеен буџет беше оптерен со 1200 денари за конзилијарно мислење и 500 денари кај матичен лекар кој што ќе им даде упат за да одат на конзилијарно мислење. Сега тоа се укинува и првостепената комисија ќе ги посетува граѓаните во домашни услови и по претходна дијагноза или отпусно писмо од болница, тие ќе си го остварат правото на туѓа нега. Последната измена или шеста се однесува во Законот за детска заштита. Посебниот додаток кој што го остваруваат деца со посебни потреби до сега, требаше секоја година да го обновуваат и да доставуваат дополнителни документи и барања до Центар за социјална работа. Сега тоа се укинува, по службена должност центрите ќе го продолжуваат посебниот додаток за деца со трајна дијагноза каде што не може да имаме унапредување на нивната здравствена состојба. Ви благодарам, ако имате прашања, слободно поднос на темата, али јас мислам прво на Благица да ја дадеме можност да даде изјава, па после стојаме на разговор. Добар ден, јас сум Благица Димитровска, председател на Здруженијата за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, но и сум родител на 33 годишен син со комбинирани пречки во развој. Нашето здружение минатата година направи сеопфатно истражување во 8 области од дополнителна заштита на лицата со повреđeност. Од тие 8 области, како приоритет излезе да се подготви јавна политика за правата на лицата со повреđeност со измени во два закони, односно во Законот за социјална заштита и во Законот за здравствена заштита. Денес ќе имате можност да ги слушнете нашите препораки, но ќе имаме можност да ја слушнеме и министерката во името на Министерството за труд и социјална политика, каде што препораките за измена во Законот за социјална заштита се и ни кажеш кои се можностите во дадениот момент, а кои понатаму ќе можеме да ги оствариме. Ние ќе се залагаме со сето срце да се подобри состојбата на оваа категорија на граѓани, но тоа треба да го правиме заедно со институциите. Јасно ми е дека заеднички седнување на маса и разговарање за проблемите ќе допринесе за подобра иднина на оваа категорија.